Ако би можел да издвојам која една клучна навика е најважна за развој на нашиот бизнис, 100% тврдам и ќе ти одговорам дека најважната вештина за развој на еден бизнис е делегирање на задачи. Ова е главоболка на најголем дел од предприемачите. Во моментот ја водам четвртата група на Mastermind, каде што имаме 10 луѓе, и имаме луѓе кои што прават промет 200.000 евра годишно, имаме, не знам, пола милион евра, имаме луѓе кои што се на милион, на 3,5 милиони евра нагоре. Имаме фирми кои што се со 5 луѓе вработени, со 10, со 20, со 50. Заедничко за сите нив е што се плашат да делегираат задачи. И ова не е чудна група, туку поминаа веќе низ моето искуство повеќе од 500 предприемачи и буквално забележувам дека оние луѓе кои што имаат страф да делегираат задачи, буквално нивниот бизнис несвесно го саботираат. Денеска токму во ова видео сакам да ти ги кажам трите принципи како можеш јасно да почнеш да делегираш. Постојат 8, но нема да одиме премногу во теорија. Ќе ти кажам од искуство и од пракса кои 3 чекори ќе ти ослободат време колку сакаш, од друга страна ќе создадеш полека професионален тим. Првата задача која што мораш да ја завршиш е буквално земаш едно парче лист пред тебе и цела една недела ти е недела на свесност. Што тоа значи? Од понеделник до петок ќе шеташ со тој цел еден лист и буквално секој момент ќе запишуваш кои клучни работи ги завршуваш. Ќе запишеш кој работи во понеделник, кој во вторник, кој во среда, кој во четврток, кој во петок. Сега, кога веќе имаш јасност што се работиш, само седни и размисли колку од овие задачи ги работиш секоја недела, секој ден или еднаш месечно има активности кои што ги правиш, нели? Нормално во една недела имаме шаренило, имаме задачи кои што се повторуваат секој ден, но имаме и задачи кои што ги правиме можеби само еднаш неделно или само еднаш месечно. Нема никаква врска, сите задачи запиши ги. Втората работа, кога веќе ги запишеш сите овие задачи, седни и размисли. Кој може наместо тебе овие задачи да ги заврши? И знам дека кога ќе ја правиме оваа вежба и кога ќе почнат луѓето да ги гледаат овие задачи, најчесто викаат, па скоро се морам јас сам. И ова не е ништо лошо, само веќе си ја освестил дека едноставно ти ја држиш заложник својата фирма, односно целото знаење и активности си ги собрал за себе и не ги даваш на другите луѓе да ги работат. И ова нема никаква врска со бизнис, нема врска никаква со вештини, туку ова е само до мајндсет, кај што вели, буквално најверојатно ако ова ти се случува, а често се случува и не е ништо страшно, поентата е да го освестиш и да го решиш, а тоа е дека имаш страф од соработка со други луѓе или страф да некој друг сгреши, а тоа влече корени од детство, кај што сме програмирани од мали нозе, друго е сам кој ќе сработиш, а како сам што можеш да сработиш никој не може, не верувај на други луѓе и нема да зборувам понатаму, ова се работи на психотерапија или на коучинг. Кога ќе ги запишеш сите задачи и кога ќе забележиш кои задачи можеш да ги делегираш на друг луѓе, оние задачи кои што мислиш дека не можеш и дека луѓето не ги знаат, само седни и размисли кои од овие задачи имаат најмала вредност, најмала можност за грешка или имаат мало влијание и ако ги изгрешат луѓето не е ништо страшно. Само постави си го прашањето, што може да се случи најлошо, доколку ликот не го изработи навреме или како што треба. И ова повеќе се работи за твојот мајндсет и за развивање, бидејќи цело филозофија околу делегирање лежи само на навика. А знаеме дека сите ние луѓе сме збир од навики и поентата е да делегираш мала вредност, но секој ден помалку, континуирано и полека со тек на време да стане навика. Значи, делегираш задачи кои што имаат пониска вредност, а подоцна како се охрабруваш, како стекнуваш навика, буквално делегираш се живо. И сега овдека најчесто ќе дојдеме до една ситуација која што луѓето велат, како да делегирам ја задачи кога луѓето мои не сакаат да работаат, не се одговорни или не знам што. И токму ова е клучот
како да станат одговорни и како луѓето да превземат своја одговорност или иницијатива. Тоа не значи дека твоите луѓе кои што работаат во твојот тим, дека тие се неспособни, глупи или смотани, тоа само значи дека ти не си им дал простор да растат. А ова ти е фантастична прилика каде што чекор по чекор едноставно ќе ги охрабруваш и тие луѓе полека ќе превземаат иницијатива. А тоа лежи во следната клучна задача, значи кога ќе делегираш задача, немој како баба ми што викаше слези во подрум, да не ми си ми го легинчето зелено и ако ќе слезев доле во подрум, гледам 15 пластични зелени, не знам кој е, па или ќе ги земев сите или ќе се вратев да се карам со неа. Значи кога делегираш, делегира јасно. Што треба да се заврши, до кога треба да биде готово, кој е конечниот исход и остави го човекот понатамо нека размислува, нека чука глава како тоа треба да го заврши. Сега, дали човекот го завршил или не ја завршил таа задача, седнете и земи лист и пенкало и запиши, поставувајќи му прашања. Што било добро, што е лошо, што може подобро и како наредниот пат, кога сега би ја работел истата задача, на кој начин би сега би почнал да ја прави. И на овој начин полека ги вежбаш луѓето и едноставно понатамо веќе оваа задача си ја избришал и си ја тргнал од себе, а луѓето понатамо ќе работат на начин на кој што сакаш ти. И да одиме уште еден чекор понапред, ако сакаш и ако сето ова го примениш, има уште една понапредна техника која што е дел од градење на системи, која што се вика протокол. Тоа би значело кога ќе ги погледнеш сите задачи и за секоја една задача која што гледаш дека се повторува и ја работиш секој ден или секоја недела, и ти знаеш тоа како можеш да го направиш и гледаш околу тебе дека нема кој друг тоа да го направи, но ти знаеш да ја правиш. Значи зборувам за таков тип на задачи, каде што викаш, ова нема кој друг, морам јас, ама јас знам како да го правам. На таа задача ќе седнеш и ќе напишеш лист, или тоа го викаме стандардна оперативна процедура, земи лист и пенкало и седни и запиши. Како сега ти, кога ќе почнеш да ја правиш, по кој чекори и по кој редоследи таа задача ја работиш, прави си чек-листа, ако можеш да додадеш слика, графика, видео или текст или што и да е за на луѓето да им биде појасно, запиши ја, опиши ја целата процедура и нареден пат кога ќе треба да делегираш на некому, наместо само да му објаснуваш направи го тоа и да се чуди човекот што да прави со вежбата, па те препрашува 100 пати и после викаш ај дур ти објаснем тебе, дај поарно ја тоа ќе го направам, седнуваш со него, земаш листот и му кажуваш пријателе мој, еве протокол, ти спреми Чичо Александар овдека, овде ти пишува како треба да се направи, еве ти листа, еве ти тоа, погледни, што ти е јасно, што не ти е јасно, окей ли е, можеш ли ова да го завршиш? Да, окей, еве ти го ова, ако имаш некои прашања, сработи до чекор по чекор, до каде што си стигнал, доколку заглавиш некаде, дојди и полека ќе видиме. На овој начин, полека градиш системи и што е поентата, наместо твоето знаење да го држиш овде и сам се работиш по цел ден, по цел ноќ, полека ги устручуваш луѓето и да функционираат на начин на кој што ти си замислил. Ова беше најголемата моја главоболка кога имам првиот мој бизнис и ако имам вработени, најчесто знаеме што се случува во пракса, се некој ќе сгреши, се некој те препрашува, па имаме куп работи, нели? И што се случуваше, наместо ја додека се нервирам и да се објаснувам како да се направи, што да се направи, ќе викам остај ти, ај ти направи го ова, па ја кој ќе бидеш готов викни ме, ај ти направи го ова, па кој ќе бидеш готов викни ме и да се чудиш, нели, Марфи никогаш не прави грешка, сите ќе ти дојдат одеднаш и ти си блокиран и на крај ќе кажеш остајте све житви мајка, ајде терајте друга работа што имате, остај тоа, ја ќе средам и на крај буквално они ќе си заминеа дома, а ја ќе седев и да ги довршувам сите задачи и нивни и свој и ќе се нервирав, добро бе, како луѓето не се одговорни, па добро не ценат ли она што го работиме, па зошто не се трудат повеќе, не ќе дуклучат глава, а уствари реалноста била што едноставно јас сум ги правел хендикепирани, затоа што моето знаење го држев овде, наместо да разбивам вештина, а тоа е за делегирање и се ова што ти го објаснував, се она го држев за себе и на тој начин несвесно сум ги саботирал луѓето. Се надевам дека сето ова што го зборував до сега ќе го примениш, така да немој ова да ти биде само уште една да, управо беше Александар и едно да заборавиш на се ова што го зборувавме. За самиот крај да те потсетам или да те известам како сакаш, доколку си на мојот ньюслетер
Ако не си под ова видео имаш, пријави се на мојот ньюслетер. Во недела ќе направиме бесплатен тренинг. Тоа е редовен циклус, еднаш месечно, што го правам со луѓето кои што се наоѓаат на мојот ньюслетер. Во недела во 19 часот ќе направиме тренинг за каде што ќе креираме премиум понуда. Имаме 7 јасни, едноставни чекори, а премиум понуда е она доколку сакаш да заработуваш повеќе пари, доколку сакаш да скалира твојот бизнис, доколку сакаш да знаеш и да не се нервираш со твоите клиенти зошто бараат нешто што не им следува или зошто им следува, да знаеш како да се разликуваш од конкуренција, како да дојдеш до премиум клиенти, како размислуваат премиум клиентите и се останато ќе зборуваме во недела. И доколку не си пријавен на мојот ньюслетер под ова видео, обавезно кликни пријави се и ќе ти стигнат и темплейтите готови со готови прашања како овој. Имаш и неколку задачи кои што ти ги дадов да бидеш подготвен на самиот тренинг, како би можело она што го зборуваме веднаш да го имплементираш во твојот бизнис, да имаш време доколку си заинтересиран и да ми поставиш прашања и на тој начин да добиеш уште поголеми вредности. Поздрав и се гледаме!